Здравствените работници се свесни дека постои корупција во нивните редови и дури 84% од нив сметаат дека таа е делумно или многу распространета меѓу нивните редови, покажува истражувањето. Сепак само 14% од нив признаваат дека биле лично вклучени или сведочеле во коруптивни чинови во нивната установа. Од пациентите најчесто се бараат пари, но постојат и други посуптилни форми со кои се соочуваат веќе многу често. Не се работи само за подкуп во форма на пари, кој што е најраспространет, најпознат во јавноста, туку здравствените работници препознаваат и посуптилни форми на корупција, како што е препраќање на пациентите од редовните термини покриени од фондот во приватни термини, кои што треба да ги платат приватно, препорака на специфични лекови, приватни лаборатории, приватни дијагностички установи и така натаму, што носи финансиска корист за здравствените работници. Како најчести причини за корупцијата е немањето термин, иако во јавноста постои верување дека самите доктори вештачко создаваат недостиг на термини за да можат полесно да дојдат до финансиска корист. Она што е посебно изненадувачки е фактот што и самите здравствени работници меѓу себе се корумпираат, односно значаен е подкупот за нивно напредување, за одење на специјализации, патувања или други состојби на интерес. Нема прашање практично во работењето или пак во функционирањето на здравствената установа, а да не може да биде условено на некој начин или пак на кое што не може да се влијае преку злоупотреба на моќ. Па така здравствените работници кажаа дека нивното секојдневно работење во смисла на смените, начинот на работење, задолжувања, понатаму професионален напредок, напредок нормален во кариера, се прашања кои што се засегнати практично од злоупотребата на моќ и корупција. Истражувањето е спроведено на 410 здравствени работници, меѓу кои 21 директори или раководители на јавни здравствени установи од областа на гинеколошко-акушерската заштита.